Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и Рашела Мизрахи се фатени живи во голем скандал како ги лажеле македонските граѓани за онкологија за политички поени. Крајно срамно и безчувствително се криела вистината. Се криеле докази за еден ваков грозоморен случај на сметка на човечки животи. По секоја цена сакајки да го оцрнат Венко Филипче. Вистината, почитувани, излезе на виделина. Разобличени се монструозните лаги. Извештаите за кои Мизрахи и ДПМН цело време велеа дека недостасувале, постојат, биле уредно подготвени и предадени. Председателот на СДСМ Венко Филипче на вчерашната пресконференција презентираше материјали кои ги побиваат сите овие наводи. Тие документи, почитувани, се веќе доставени до обвинителството и очекуваме да бидат предмет на натамошна истрага. Очекуваме истрагата да покаже зошто овие документи не биле доставени до надлежните органи во моментот кога биле побарани и зошто се дозволи јавноста да се доведе во заблуда дека Филипче е одговорен за случајот. Рашела Мизрахи ја злоупотреби пратеничката функција и го сруши кредибилитетот на анкетната комисија формирана по барање на нејзината партија ДПМН, која на крај заврши без заклучоци. Се свика сведоци, се трошеа пари на граѓаните, над 50 седници се одржаа само за сеење лаги и на крај ништо. Нема формални одлуки ниту заклучоци од работата на анкетната комисија. Сега, почитувани, јасно е зошто нема. Затоа што цело време се манипулирала јавноста и се сееле лаги. Вистината е дека Мизрахи намерно ги лажела граѓаните, а пратеник кој ги лаже граѓаните не може да ги представува. Фатена во сопствените лаги, Мизрахи треба да им се извини на граѓаните и да се повлече, да си даде оставка од пратеничката функција. Секој пратеник има одговорност пред граѓаните и затоа Мизрахи треба да се извини и да си поднесе оставка. Наместо да се водат деструктивни кампањи, треба, почитувани, да се поддржи транспарентноста и вистинската борба за здравјето на граѓаните. Фокусот на СДСМ останува на вистината, одговорноста на јакнењето на здравствениот систем. Ви благодарам.